Ајде, добар ден, градоначалнику, како си, шо правиш, дали си добар, што има ново кај тебе? Добар ден, Христијан. Ти благодарам на поканата и можноста да снимиме едно видео кој што би рекол дека си уникатен тука во Македонија. Фала Да ти. поразговараме за одредени теми поврзани со општина Газибава. Инаку добар стандард секој утро. Прво на работа, сега дел од активностите и координација со моите блиски соработници. Дел од некаква итна активност околу потпишување на поштата и 9:30 започнуваме со една активност точно пред општина Газибава. Кога стануваш? Спиеш ли мирно навечер? Генерално Како започнува твојот ден? легнувањето навечер е подоцна негде помеѓу 12 и 31, затоа што тогаш имам време да ичитам и дел од мейловите, да ичитам дел од пораките што преку ден не сум можел да ги Средиш. видам ради тековни активности и состаноци, да одговорам на пораките и слично, така да можеби тоа ми е една добра пракса. Немам неодговорена порака кон одреден граѓанин, пријател, познаник или слично. Станувањето ми е некаде од прилика помеѓу 7 и 7:30, стандардни активности, децата се припремаат за школа, они 7:40 излагаат. Јас 8:15, 8:30 во зависност од агендата дневна доаѓам на работа. Утриска координација со колегите, кои што кажав, тековни состаноци со секторите, потоа со одредени деловни соработници и така. Денот си има динамика. Кога завршува денот? Мислам со работата си. Денот завршува околу 17:30-18 часот со оние активности што се поврзани со работата. Нормално потоа имаш одредени средби што во текот на денот си ги одложил од работното време да бидат надвор. И таа динамика е константна, значи претпоставам дека сите градоначалници во државата, ако не се фокусирани минимум 9 до 10 сати во денот, не може да има успешна Добар реализација ефект, и добар ефект од својата работа. Цел живот ли си у Газибава? Да, интересно прашање. Роден сум во населба Керамидница, една од најстарите скопски населби. Моите се староседелци таму по потекло. Таму живеев до 37 години, потоа се пресели во Железара, инаку и основното и средното образование ми се завршени тука во Газибава. Односно со една реченица цел живот, цел живот тука во Газибава. А имаше ли некад као дете замисла дека некогаш во животот ќе бидеш градоначалник? Види од мали Или нозе, шо сакаше мали да бидеш нозе кога се ќе порас? стремеме сите кон одредени спортски активности. Фудбалер, Уште кошаркар. од мало дете започна да тренирам фудбал. Активно се занимавав повеќе од 12 години. Исто и тука мојот ангажман во делот на фудбалот е во повеќе клубови во Газибава, значи започна во Металург, потоа во фудбалскиот клуб Скопје. На кратко бев во цементарница во Кисела вода и подосна пак се вратив во ФК Маџари, кога беше Маџари тогаш, Значи, тоа влезе во прва лига. И спортот тука локално, не е... Да, некако се ме поврзува со општина Газибава. А кога кликна она да бидеш као градоначалник? Како излезе сета таа? Од сите други функции што ги има, не знам, што ги нуди држава. Некако тоа доаѓа по самата природа на характерот. Јас сум политички активен уште млади нозе во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМ, тоа е јавно достапно. Бев како председател на Унијата на млади сили член на Советот на општина Газибава 2009-2013 година, каде што одблиску може да се запознам со тековните активности, со проблемите на граѓаните и така натаму. И после одреден период, согласно, пак ќе кажем, мојот карактер, динамичен, оперативен и слично, некако природно дојде тоа да ми се вроди идејата да бидам еден од можните кандидати за градоначалник на општина Газибава, нормално со одредени внатрешпартиски анкетирања и слично. Да, тоа мора да помине преку филтри. Да, и ме избраа мене и се надевам дека според моите убедувања и според овие комуникации што ги имам со граѓаните и по оној 3,5 годишен период од мојот мандат изминат, сметам дека Газибава води една успешна приказка. Еве конкретно поминуваме сега тука кај во автокоманда, ова е дел од парковска зона која е споена со плоштадот во автокоманда. Тука веќе правиме комплетна реконструкција на сите пешачки патеки, значи ќе биде поставен павер елемент, односно бекатон плочки, ќе биде хортикултурно доуредено и ќе бидат поставени клупи, корпи за отпадоци и слично. Ова е едно место кое што најголем дел од жителите на автокоманда го користат, тука го користат и жителите на Керамидница, бидејќи буквално ова е едно поврзување помеѓу двете
двете А населби. гледам дека правите и културни манифестации за време на летото, нормално и све тоа. Има ли тешко ли е да бидеш градоначелник? Искрено, Да знам ја нека тако би се би рекол многу е динамично, ако меѓутоа пак кажав, природата на самиот карактер, кога си темпераментен, кога си оперативец, кога сакаш Сакаш да да работиш. функционираш и да помагаш, она нешто што ти исполнува, нема бариера да кажеш дали ова тешко или лесно, бидејќи секој еден проблем што ќе се реши на граѓаните дополнително ме мотивира дополнително да се вложам и да реализираме што повеќе проекти. И па ќе кажам, финансиски сме една консолидирана општина, немаме долгови кон економски оператори, имаме одредени тужби од минатото кои што преку судските процеси пробуваме да ги оспориме со цел да немаме некаква штета по финансискиот буџет на општината и сме оперативни во делувањето. Сме општина која што навремено си ги реализира своите активности. Оваа година уште во месец март имавме случајно договори за асфалтирање на улици, договори за поплочување на улици, пешачки патеки, плоштади со павер елементи, договори за изградба на нови детски качиња, договори за реконструкција на спортски игралишта, изградба на спортски игралишта со тартани вештачка трева, буквално реконструкција на фекални канализации, значи сите оние постапки што се неопходни за да се решаваат адхок проблеми на граѓаните и потребите, ни се во првата третина би рекол од годината формално правно завршени и веќе сме оперативни на терен како што може да се види. Тука имаме едно детско каче кое што е направено во мојот мандат на плоштадот во автокоманда. Плоштадот во автокоманда комплетно е реконструиран со урбана опрема, значи поставени се нови клупи, нови канделабри, нови корпи за отпадоци и во периодов се започнуваме со комплетна реконструкција на постаментот на плоштадот, односно на бина така наречена. На која што долго време организираме културни манифестации, тоа го споменати. Можеби сме една од скопските општини што има повеќе од 20 културни настани во текот на годината од различни области. Добро, ама тоа треба на луѓето за да се забавуваат ноце, да се расположат, пошто после ковид пандемијата тоа бе евидентно кај граѓаните, бидејќи 2-2,5 години беа некако, односно бевме сите затворени и навистина тој момент им фалеше и кога ги возобновивме дел од оние традиционални активности што ја во општина Газилова воспоставивме нови манифестации, така да гледам дека народот тоа го почитува, го практикува и буквално на начин да се расположи, да се провесели и слично. Општина Газивова у принцип е голема општина. Може ли да се постигне сегде на сите да им се задоволат работите што ги бараат? Општина Газивова е најголема по територија во градот Скопје. Значи се простира на повеќе од 92 километри квадратни. Ја не знам точно од каде до каде. Се простира од Хотел Континентал, односно од Изгейт. Границата ни е, мислам улицата ни е граница со центар и општина Газивова. Скопска Црна Гора, последно населено место ни е Арашта, од едната страна, која што после Арашта граничиме со Бутел. Од другава страна према Рачиново ни е последното населено место Брњарци, кој што граничи со Рачиново. Десно регионалниот пат ни завршува во населеното место Дрма, после Идризово Дрма, кој што Дрма населено место е тромеѓето помеѓу општина Газивова, општина Петровец и општина Илинден. Буквално голема општина по територија, 25 населени места. 60% од територијата е рурален дел, 40% урбан дел и секој населено место си има своји специфики и своји потреби. Меѓутоа, она што е важно да се напомене дека јас како градоначелник водам особен аспект на рамномерниот регионален развој, бидејќи потребите во руралните средини се многу поголеми од потребите на урбаните средини. Имавме населени места без вода на запиење кои додев јас, конкретно Араштак, 2025 година сме недостаток на водоснабдување во населеното место Страчинци и работиме и настојуваме периодов тоа да се реши во тие две населени места веќе е среден проблем со вода. Нормален живот на тие граѓани таму. Интензивно градиме фекални канализации во руралните населени места, која што е елементарна потреба на самите граѓани и изработка на подземна комунална инфраструктура и асфалтирање на улиците. Тоа се непотребни во потреби во руралниот дел. Овие пред тебе спиеле ли? Шо правеле? Многу е неблагодарно и не сакам да коментирам што се случувало во минатото, меѓутоа мислам дека треба да се има одреден сериозен пристап во делувањето. Ќе напоменам само една споредба. Градинките што се потребни во општина Газивова да се изградат, сите ги имаме предвидено во нашите програми. И јас и мојот претходник. Бидејќи тие се потребите на граѓаните, согласно листите на чекање, ние имаме направена анализа и знаеме од кое населено место
колку деца има листа на чекање, така го правиме мапирањето каде да се направат градинките. И планирани се 4 детски градинки и во неговата програма и во мојата програма. Меѓутоа, она кога дојдов ја за градоначалник, што го констатирав дека во тие 4 години на мандатот на претходниот градоначалник ниту започнал постапка за урбанистичка документација. Значи пред да израиш градинка мора да донесеш детален урбанистички план, да предвидиш соодветна локација, да уцрташ маркица, да изработиш проектна документација, па потоа да влезеш во фаза на финансирање, односно издавање на извори на финансирање и реализација на градинката. Значи ништо не било почнато. Голем фокус ставив на таа тема затоа што навистина голем број на млади брачни парови не може да си ги реализираат своите секојдневни обврски, па и потребата од екзистенција и вработување и слично, бидејќи нема кој да им го чува детето и слично. Ние имаме, јас во мојата програма имам ветување за 4 детски градинки, тоа е детската градинка во Трубарево, која што на моја голема радост е во завршна фаза и јас очекувам септември таа да биде отворена за прием на дечиња. Детската градинка во Инџиково, која што е започната да се гради и убеден сум таа дека за 6 месеци најдоцна би била готова. Ја завршиме постапката за односење за детален урбанистички план за изградба на детска градинка во Сингелич. Проектот исто така не е готов. Веќе сме во преговори со Министерството за социјална политика, демографија и млади. Се надевам дека за отприлика месец и половина ќе започне тендерска постапка за избор на градежна фирма која ќе гради и таа трета детска градинка. И на повикот во влада што беше распишан, односно што се уште трае до 30 април, аплициравме со четвртата детска градинка, тоа е на потекот помеѓу Керамидница и Маџари. И таму имаме комплетна документација, помината е низ евалуацијата во институциите, чекаме да склучиме договор и да распишеме ние постапка за изградба на четвртата градинка. И можеби сум еден од ретките градоначалници пошироко што во еден мандат ќе започне со изградба на 4 детски градинки. Покрај сите други проекти кои што теком тоа е за поздрав и за тоа и те викнав, сакам да си направам ова со некој реален човек што не е само градоначалник, него и нормален човек како и сите ние. Кажи ми, има ли притисоци, има ли некои побарувања од граѓаниве што не се у надлежност на општината, што сакаат да, не знам, дворот со комшијата, рецимо, не знам, се скарале, сега ај општината ќе го реши. Тука има два моменти. Еден од аспект на граѓаните и нивните потреби и барања. Као градоначалник јас во текот на неделата имам по 2 сати прием на граѓани секојдневно. Што ги закажуваме, што побарале средба или слично. Сите оние што се јавиле телефонски и поднале барања, што не можеме во текот на неделата да ги стартираме, би рекол, да се видиме, да искомуницираме со нив, закажувам приемен ден отворен, кај што ги повикуваме тие граѓани што побарале средба, меѓутоа тој приемен ден го најавуваме и ден однапред на социјалните медиуми и ги повикуваме сите оние што имаат потреба да дојдат. Последниот приемен ден ми беше од 14 часот до 19. 3 сати дебата. Повеќе, од 14 до 19. Да, од 4. Значи приеме, мислам дека беше 109 граѓани, и јас и службите сите, значи сите сектори се присутни тука. Доколку дојде одреден граѓанин кај мене, има потреба од урбанизмот, јас го повикам раководителот на урбанизам, дали има потреба од легализација, одма на лице место да му го решиме проблемот, да му го објасниме предметот и да му кажеме доколку му фали одредена документација за да може да се докомплетира. Меѓутоа има и такви ситуации кои што спомна ти, па ќе кажам, она е македонска работа. Двајца браќа се замерили помеѓу себе затоа што нивниот родител куќата препишал на едниот брат, не препишал на другиот брат. И са такви имам неколку случаеви, доаѓаат кај мене, јас можам да им дам само правен совет дека треба да си поведат судска постапка по приватна тужба, за да може судот да одлучи дали е тоа така или така. Градоначалникот ниту општината не е надлежен да дели приватен имот. Значи немам таква можност. Колку и да сакам да помогнам и да сум објективен во таа ситуација, немам надлежност сега да помогнам во тој дел. И најголем проблем имаме граѓаните бидејќи сите точно не ги знаат надлежностите на општината. Ние, особено општината во градот Скопје, имаме споделени надлежности со градот Скопје. Еве ќе кажам еден пластичен пример. Граѓаните цело време се обраќаат во општината околу нередовното собирање на комуналниот смет од улиците, од континерите и слично. Имајќи предвид дека општината има надлежност за реализација на таа активност. Меѓутоа тука е јавното предпријатие комунална хигиена која е под надлежност на град Скопје и кое што од мене неразбирливи причини го напушти оној распоред на активности што го имаше години наназад и веќе практикува
во 2 недели еднаш да собира комунален спет, што е страшен проблем. Така они си Па претпоставам дека мислам тоа е резултат на неодговорно менаџирање на институцијата и на градот и на јавното комунално претпријатие, бидејќи не можеме да ги доведеме луѓето во ситуација да се дават да се дават во ѓубре, да се шират неподносливи миризби и да се шири зараза. Бидејќи најголем дел односно сите контейнери на територија на општина Газивал, па би рекол на градот Скопје, бидејќи не е овој проблем само на Газивал, јас сум во континуирана комуникација. Да, не, сегде во аеродромот тоа се дешава и во другите општини. Кај што се контейнерите полни и после околу контейнерите се оставаат диви депони. Да, сите сме сведоци кога ќе дојдат работниците и после 2 недели од комунална хигиена, само собираат дел од ѓубрето што е внатре во контейнерот, тоа што е надвор од контейнерот не сакаат воопшто се подрудат да го соберат и тоа е исто така на проблем. Тука имаме еден спортско-рекреативен центар што беше дел од мојата изборна програма во хиподром на селбата во рамки на училишниот двор. Имаме 2 спортски игралишта, едното е мултифункционално за фудбал, за ракомет, кој што е со соодветна гумирана подлока, и другото е за одбојка. Во рамки на направивме и фитнес зона и детско кач. Ова е одлично, пошто јас си го носам детето тука и супер, си игра, си имал можност да видиш. Да, јас летен период поминувам тука и ме радува што гледам толку голем број на дечиња што го користат. А знаеш да излезеш некаде, некогаш низ Гази Баба да видиш што фали, како фали, зашо фали, да сликаш па да го направите тоа? Моите соработници, можеби од тоа што ми замеруваат бидејќи јас за жал пробувам да се контролирам во однос на работното време и одредените активности, меѓутоа на оние што ми се во кабинетот и на оние што ми се раководители на сектори и директорот на јавно комунално претпријатие, многу често знам да им пратам порака и навечер во 9 и во 10 и слично, за да може да се организираат утредента и да реагираат. Тоа ми е една од честите практики, особено вечерните часови знам да пропешачам низ општина Газибала во различниот дел, значи знам да паркирам кола во одредена населба, со пријатели, познаници, советник од тоа населено место, да свртиме половина час, 40 минути еден круг низ населбите, да увидиме одредени активности што фалат, потреби од одредени проекти што треба да се реализираат и слично. Меѓутоа многу ми помага и постојаната комуникација со претставителите на месни урбани заедници. Ние сме една од скопските општини што има функционални месни урбани заедници, кои што си ги избираат самите граѓани. Согласно големината на населбата, имаме месни заедници кои што бројат 7 члена, имаме месни заедници кои што бројат 11 члена. Тие се бираат на непосредни избори кои што граѓаните гласаат за нив, тоа го организира општината. Тоа не е партиски. Не е партиски, буквално секој граѓанин може да предложи член за во советот на месна заедница и потоа вкупно собираме 22 личности, тие идат на гласање и од тие 22 кои 11 ќе добијат најмногу гласови, тие влагаат во советот на месната заедница и се избират еден претседател кој што ги застапува пред општината. И буквално преку нив ги добиваме сите оние активности што треба да се реализираат на микрониво во населените места. Тоа е добро, тоа е одлично. Тука се наоѓаме во новата населба Хиподром 2. Ова населба Хиподром 2, така? Започна се гради далечела 2013 година, првите куќи започнаа тогаш 2013-2014 година. Меѓутоа за жал до пред 2 години ова населба немаше никаква инфраструктура. И ова кај што возиме сега моментално беше ова беше кал, немаше ниту атмосферска, ниту фекална канализација, ниту водовод. Само дале така да се гради. Во овие 2 години успеавме да реализираме комплетната инфраструктура тука во Хиподром 2, во 2 фази, бидејќи навистина голем финансиски издаток беше за општината, нега тука имаме вкупно околу 2 милиони евра инвестирано за оваа населба и затоа моравме да направиме во 2 фази. Изградба на атмосферска, фекална канализација, водоводни линии, асфалтирање на патната инфраструктура и изградба на тротоари. Може да се види буквално кога што движиме сега, ова е комплетно нов коловоз направено. Да, и ова ќе биде добра населба. Тука покрај индивидуални куќи има и маркици за колективно домување, за маркици за згради, кои што буквално имаат соодветни потреби за функционирање, бидејќи повторно ќе кажам, граѓаните си плаќаат одреден надомес на локалната самоуправа за уредување. Има една нереална распределба во градот Скопје, бидејќи тој надомес што го плаќаат граѓаните, народно кажано за комунали, 60% одат во градот Скопје, што малку е по мене нелогично, а 40% одат во општина Газибала. А обврска да реализира инфраструктура има општината, бидејќи гледаме дека градот Скопје воопшто не презема активности за реализација на вакви локални
локални улици и така натаму. Реално, ова мислам дека на град Скопје е најголемиот промашај градоначалник Шуга. Според мене зборам. Мораме да се искрено. признаеме вината, меѓутоа реакциите од граѓаните го кажуваат тоа. Да, кажи ми, да те прашам, колку социјалните мрежи помагаат и одмагаат у работата у твојата работа како градоначалник? Пошто знаеш, има луѓе што ќе ми смета ова сега, ќе го сликнам, ќе го пратам таму на градоначалникот да види. Јас често знам да следам социјални медиуми, често добивам и лични пораки од граѓани со одредени проблеми, дали е тоа од проблем со улично осветлување, одредена дупка на коловозот и слично. И тие ги прифаќам добронамерно и веднаш реагирам кон службите. Меѓутоа, за жал имаме и одредена група на луѓе кои што тенденциозно Добро, тоа делуваат и дури го злоупотребуваат ја злоупотребуваат можноста на социјалните медиуми. Она што сум револтиран е што објавуваат слики кои што не се од општина Газибаба, а ги објавуваат во одредени социјални групи кои што се наменети за општина Газибаба. Буквално пред некој ден имавме пример каде што беше објавена зграда за колективно домување, кај што беше напишан коментар дека е со 120 станови, само со еден влез излез, а таа зграда не е од Газибаба, таа зграда е од општина, од соседна општина, да не именувам. Аха. Од соседна општина. Значи, Тоа многу е по мене некоректно и буквално тоа можам само да го сватам како злоупотреба и одреден политички атак. Не можам на друг начин да го сватам. Да го превенираме сето тоа и да помогнеме на граѓаните кои што имаат навистина реални потреби. Ние сме општина кој што за кратко време ќе во завршна фаза ни е Public 48, односно апликација која што ќе може секој граѓанин да се регистрира преку SMS порака, да биде внесен во тој систем и да може секој проблем да го пријави таму. Тоа е fair enough. Таа апликација, да, ќе има администратори кои што ќе ги селектираат проблемите, ќе ги распределат до раководителите на сектори. Раководителите на сектори се надлежни во рок од 48 часа да излезат на терен, да направат увид, да дадат одговор и доколку е нешто што може да се реши одма да решат, доколку не да влеземе во постапка за решавање, бидејќи знаеме дека дел од проблеми што се улично осветлување, дупка и слично, можеме да ги реализираме одма, меѓутоа ако е нешто поголем проект, поголем запад, ќе треба алоцирање на средства, јавна набавка како нешто поголемо и слично што треба одреден временски период. Меѓутоа тоа е она што го практикувам ја да бидеме отворени и транспарентни према граѓаните. Јас не се плашам дека граѓаните имаат потреби и ќе се обратат на општината. И тоа тука сме да ги решаваме проблемите. Тоа ни е приоритет, тоа ни е основна задача, така се ја сваќаме, таа ми е основна работа. Меѓутоа само да не дозволиме во друг контекст да се злоупотребува сето тоа. Од тука доаѓа прашањето дали е доволен само еден мандат за еден градоначалник да среди цела општина како што он замислил како што треба. Вака мислам дека сите вака во животот што сме што имаме соодветни карактерни особини, знаеме дека кога зацртаме одредена цел, тежнееме да ја реализираме. Ќе повторам, Газибаба е многу голема по територија. Магично стапче никој нема за да може во одреден период да ги реши сите потреби на граѓаните. Ние на изборите сме излегле со соодветна програма пред граѓаните. Тоа ми е одредена водилка што ја реализирам во теков на изминатиот период. Задоволен сум што таа програма е повеќе од 85% реализирана. Зборам за оние проекти што се под надлежност директно на општината, бидејќи во таа програма имаме неколку проекти што ги напишаме да ги реализираме заедно со Скопје, бидејќи се во програмата и на мојата за локални избори, меѓутоа беа и во програмата за модерно Скопје на градоначалничката на град Скопје, меѓутоа од таму гледаме дека немаме фидбек и се надевам дека тие проекти ќе можеме да ги реализираме во догледно време. Најголем дел од проектите може да се решат во одреден мандат, осем оние за кои што се бара одредена законска регулатива која што треба да се спроведе, а треба да одземе полог период. Ова го говорам на аспект на урбанистичко-планска документација. Да се донесе одреден урбанистички план, потребно е време помеѓу 12, 16 и 18 месеци. Сето тоа да биде исциркулирано од сите соодветни институции и да ги добие сите согласности од надлежните институции. Не иде тоа така се одно плутницање. Тоа е аспект на сега треба да носиме детален план за детска градинка. Значи минимум треба да земеме предвид дека не треба година и пол за изработка на деталниот план, 4-5 месеци или 3 месеци за изработка на проектна документација,
потоа треба да влезеш во финансиска можност за реализација на тој проект, па да разбишеш се постапки, гради. буквално 3 години ти се земени во тој период. Значи си треба време. Треба време, јас мислам дека со посветена работа може најголем дел од проектите да се решат, меѓутоа дел од нив нормално ќе останат и за следен мандат. Поминуваме тука, пред малку разговараме за А за детската градинка, од тука сме сега во Ова е населено од место Трубарево. Како што можеме да видиме, Браво. таа е во завршна фаза, веќе фасадата е направена. Значи од следна година може деца. Оваа Само година од од септември септември може да си ќе започне со упис на дечиња. Браво. И ова е искрено Ова е за поздрав. едно од клучите барања на жителите на населено место Трубарево. Бидејќи се работи за големо населено место, досега овие дечиња ги носеа овие родители, дечињата ги носеа или во градинката во Хиподрум, или во градинката Морковче во Јурумлери, што е вака прилично подалеку од местото на нивното живење. Кога зборевме колку време нели треба за реализација и дали е еден мандат доволен, кажи ми со кој проект највеќе се гордееш? За тебе кој ти е најомилен што си го направил во овој мандат до сега? Не можам да издвојам еден, бидејќи навистина посебно ме прави горд секој еден дури мал проблем што ќе го решиме, а што е потреба на граѓаните. Изминатиот период, како што споменав и преска, изградивме 25 километри фекална канализациона мрежа. Ќе повторам 25 километри, што е сериозна бројка во неколку населени места, да не набројуваме. Изградивме 27 спортски игралишта со тартан подлога и со подлога од вештачка трева. Започнавме во периодот со изграда на 2 детски градинки, ова едната Трубарево, другата се гради во Инџиково. Изградивме 2 спортски сали во Стајковци и во Булачани, третата во Црешево ја градиме. Реконструиравме дополнително уште 2 спортски сали, тоа е во Железара и во основното училиште Дане Крапчев во Ченто. Градиме реконструираме нов дом за култура. Тоа е едно барање на граѓаните што повеќе од 30 години го имаа кон сите градоначалници во општина Газивава. Тоа беше едно место кое што од 84-та година е напуштено и е во многу руинирана состојба, една црна точка во општина Газива, каде што се врши голем број на девијантни појави. Започнаме да го реконструираме и тој сум уведен дека до крајот на годината ќе биде готов. Тоа ќе биде еден културен центар каде што ќе се одржуваат голем број на културни манифестации со сериозен капацитет и слично. Ново основно училиште градиме во Ченто, тоа е основното училиште Крстен Мисирков, кое што беше претходно во Бараки. Така да ти е наброив дел од поголемите проекти што навистина ќе остане еден траен белег за времето во кое што функционираме ние и тоа ме радува. Значи буквално сите функции, сите позиции се минливи. Меѓутоа ние треба да тежнеме да оставиме проекти кои што ќе бидат во добробит на граѓаните и кои што ќе останат во сеќавање на период во кој што сме функционирале ние на одредена позиција. А кажи ми, градоначалник, кои се амбициите сега за понатаму, пошто знаеме дека идат избори? Дали се амбициите да останеме уште еден мандат во Газибава или да се бориме за град Скопје? Има ли такви Сите оние случувања во градот Скопје не мотивираат сите да се вклучиме со цел реализација на потребите и проблемите на граѓаните. Јас сум човек по природа што не се плаши од предизвици и буквално докога добиам довербата би влегол во таа битка и би се потрудил да ги нормализирам пред се работите во градот Скопје, затоа што гледаме дека ова што се случува сега е под нивото на нормално функционирање на одредена институција. Меѓутоа нормално ние си имаме натрепартиски треба да се избере процеси, ќе има јавни анкети помеѓу граѓаните. Така да кој да се избере, се надевам дека ќе биде успешен градоначалник, има поддршка од сите ние. Често што моето име е едно од имињата што се збори за градот Скопје и тоа пред себе рекол е едно признание од граѓаните за сето она што имаме сработено во Газива во изминативе 3,5 години, бидејќи буквално преку работа, преку реализација на проекти се добива епитет кој што може да биде еден од кандидатите за градоначалник на град Скопје. Иако сметам дека ние во партијата имаме соодветен човечки потенцијал, кој што ќе го истакнеме со цел да ги нормализираме состојбите во градот Скопје и нормално со поддршката на владата да се решат и да се подобрат одредени состојби. Еве изминатиот период слушавме убава вест од владата, започнува со постапка за набавка на 120 еколошки автобуси. Дел од тие автобуси ќе бидат наменети за град Скопје, дел ќе бидат за оние општини и градови во Македонија кои што имаат организирано јавен превоз и тоа е за поздрав, бидејќи го гледаме дека некој друг
не може да се свести дека треба да направи такво нешто. Владава излага со Кај нас конкретни мислам мерки. дека јавниот превоз е, не знам, број еден што треба да се среди. Пошто тие автобуси гледаме дека се палат, дека горат, дека се расипуваат на секој чекор. Основна потреба на граѓаните кои што користат јавен превоз е пред се да имаат безбеден, а нормално е како граѓани на град Скопје да имаме брз и еколошки И да биде јавен барем превоз. точен. Токму така. Ние го мислите проблем во општина Газивова, оние линии што треба да сообраќаат до населеното место Раштак, до населеното место Инџиково, до населеното место Брнјаци, во најголем дел не го почитуваат распоредот и особено во одредени зимски денови по повеќе од 2 часа, 3 часа касни автобусот и луѓево не можат да појдат на работа, учениците не можат да појдат до училиште, така натаму. Познато ми е. Буквално не треба системски решенија за градот Скопје. Во неколку наврати се повторуваме за проблемите во градот Скопје, меѓутоа тука ни треба сериозен пристап, сериозен план и програма и системски решенија. Дали мислиш дека е можно, ќе звучи глупо прашање, ама трамвај или метро да има у Скопје, да направиме, да изградиме? Мора да жнееме кон такви решенија. Бидејќи гледаме дека сите европски метрополи, па рекол и светски метрополи функционираат на тој принцип. Јас сега ходев на првенството во ракомет во Хрватска, имав можност да се возам со јавниот превоз, со трамвај и да поделам едно убаво искуство. Дури тоа го споделив на социјалните медиуми, значи мораме да размислуваме за такви решенија. Баш кај ќе навремен, прецизен, таму имаш на секој би рекол 4-5 минути трамвај кој што сообраќа низ градот на различни релации, буквално луѓето практикуваат да го користат. Јас кога да се качава трамвајот, полн беше со патници. И буквално ќе го избегнеме оној метеж што се случува во градот Скопје, бидејќи за жал ние мора да констатираме дека можеби половина од Македонија е сконцентрирана во Скопје, или пак своите потреби во текот на неделата ги обавува во Скопје. Секој семејство има по 2-3 коли, се хаос се прави у градот. А доколку останеш за Гази Баба во следните 4 години доколку се кандидираш, што вака имаш, дали имаш веќе на ум некој проект што би сакал да го реализираш? Така некој поголем, позначаен некој? Имаме уште 6, скоро 7 месеци до изборите. Јас сум фокусиран буквално се она што е од изборната програма во овој период да го дореализирам. Меѓутоа, како што соопштив, во комуникација со урбаните и местните заедници, со граѓаните излагаат нови потреби и буквално јас во периодот во 3,5 години покрај тоа што го имам реализирано од програмата, имам реализирано уште многу повеќе проекти кои што биле на барање на местните заедници или на барање на граѓаните. Еве уште една потреба што произнесе од овие средби со граѓаните е изградба на нова детска градинка во населбата Хиподром 2. Да. Поминавме таму, ја спомнавме, таму има голем број на куќи што се изградени, голем број на колективни домувања, дополнително таму има по план што е донесен уште пред повеќе од 15 години треба да се градат дополнително куќи и буквално потребата таму е покрај инфраструктурната организација што направивме таму околу атмосферска, фекална, водоводна и патна инфраструктура. Вториот чекор сега е изградба на детска градинка и во периодов сега започнувам со изработка на планска и проектна документација и се надевам дека еден од првите проекти што ќе го реализираме ако останам во Газивова ќе биде изградба на детска градинка во Хиподром 2. Изградба, исто така работиме интензивно на изработка на урбанистички план за населбата Автокоманда, таму предвидуваме изградба на катни гаражи. И една од приоритетите покрај воведувањето на зонско паркирање кое што е на барање на граѓаните и мислам дека ќе го реализираме во периодот пред нас, ќе работам на инфраструктурен проект, бидејќи имам одредени забелешки од одредени институции, па дури одредени институции во изминатиот период еден предмет ни го држиме повеќе од година и пол. Тоа беше градот Скопје и Министерството за внатрешни работи. Еве сега имаме соодветна комуникација со надлежните институции, особено со МВР, кои што ни кажа конкретни забелешки, врз основа на тие забелешки веќе постапуваме ние и се надевам дека ќе воведеме зонско паркирање во Автокоманда, меѓутоа покрај тоа и во урбанистичкиот план имаме предвидено изградба на катни гаражи и тоа е еден од проблемите кои што ги имаат граѓаните на Автокоманда и мора да најдеме соодветно решение. Она што делувам кон стопанските капацитети, бидејќи најголем дел од реакциите на граѓаните е дека возилата на алколоид, на тиквеш, на пивара се на улиците
во автокоманда, бидејќи тие немаат сопствени капацитети толку големи за потребите. Еве, пивара веќе започна да гради катна гаража на 2 нивоа, бидејќи јас веќе им најавив дека ќе водам зонско паркирање. Јас веќе отворено направи состанок со тие стопански капацитети, го кажа проблемот на граѓаните, им кажа дека јас морам да преземам активности за решавање на проблемите, и мене приоритет ми се жителите на Газиево и граѓаните на автокоманда, и им кажа дека да знаат дека има зонско паркирање и не знам нивните вработени каде ќе ги паркираат колите, затоа што никој нема да биде од нив спремен да плаќа по 250 денари за 8 сати колата да му седи на паркинг во автокоманда, и веќе гледаш дел од нив пројавија интерес и започна да си градат сопствени капацитети. Во преговори сме со другите стопански капацитети, се надам дека тие ќе го разберат апелот на општината и ќе започнат да се градат сопствени капацитети за потребите на нивните вработени, а со тоа ќе го растеретиме ние комплетно проблемот со паркирање во автокоманда. Тоа е за поздрав се и баш ми е мило, имаш моја поддршка максимална као за крај вака. Сам да те прашам, може би ќе звучи неблагодарно прашање, ама што те прави тебе различен од другите градоначалници? Според тебе, твое мислење? Она што е добро кај нас колегите градоначалници, често знаеме заедно да искомуницираме одреден проблем, заедно да се искоординираме од аспект на решавање на тој проблем и така натаму. Така тоа е многу битно, бидејќи некој знае да го прокоментира тоа, види како прават некаков надпревар помеѓу нив, зашто воопшто не го гледам тоа го направат. Тоа може секој си делува во соодветна општина со своја визија, со свој план и на крајот со соодветна програма на која што сме излегле пред граѓаните, и би рекол тоа е нешто што е за поздрав, а она што така моја лична карактерна особина, што јас би рекол сум премногу амбициозен и одговорен, и јас често знам да се направам притисок сам на себе. Буквално секој си градоначалник, никој тебе не ти го определува работното време дека треба да ти биде твоето работно време 8 сати, 9 или 10. Јас сам си ја правам агендата и сам си ја правам притисокот и динамиката на активности со цел сето она што можам денес да го завршам денес, да не го оставам за утре. И впрочем, така и динамика даваме на големи проекти. Конкретно урбанистички план за градинката, пак ја спомнам Трубарево, немаше. Еве ние за 3,5 години донесовме урбанистички план, направивме проект и сме во завршна фаза на изградбата. Ќе имаат можност граѓаните да го видат во која фаза е, буквално таа како објект е веќе во целина, и се надевам дека за 2 месеци од сега ќе биде комплетно готово. Потоа не треба нас одредена процедура да спроведеме со Министерството за социјална политика, демографија и млади околу отварање на колона или нова детска градинка, постапка за вработување и слично. Затоа сметам јас дека септември оној рок кој што ќе биде последен за да биде ставена во функција градинката. И така продолжувам да функционирам. Сите оние што ме знаат дека јас сум еден темпераментен, амбициозен и одговорен пред се човек кој што се труди да го реализира оно што му е зацртано и кој што се труди да ги реши проблемите на граѓаните и сите оние допрени предлози што се до мене. Дефинитивно и така треба да функционира еден градоначалник. Пред се отворен, како што споменав, јас немам порака што ми е добиена од граѓанин, познаник, од пријател, а да не ја прочитам, да не одговорам или да не делувам. Можеби до денот може само да го напишам во ред, ќе пренесам, меѓутоа секој пат пораката е препратена до соодветен сектор, до соодветен пратен во општината, тој повратно треба да искомуницира човекот и да преземе активности за реализација. Кажи ми, мислиш ли дека, кој е твоето мислење за конкретно за избориве за Гази Баба, доколку се кандидираш, дали би ја имал поддршката од граѓаните? Јас сум градоначалник кој што буквално, како што кажав, отвореноста, транспарентност и отчетоста ми се водилки во мојот мандат, покрај тоа што имам секојдневна комуникација со граѓаните и ја слушам нивната реакција, нормално и пофалба и критика, лично си правам своји анкети. Анкетирање кои што се однесуваат на проблемите на граѓаните, на проектите кои што како општина предлагаме, кои што на граѓаните им се потребни и дали сме на правилниот пат, и согласно тие информации од анкетите сум убеден дека граѓаните го препознаваат она што го работиме ние и се задоволни од сето она што го правиме. Тоа ви кажав ја неколку наврати дека е за поздрав за се, а не те прашав за дали имаш време да бидеш татко, пошто со оглед на обавезите и се, знам дека имаш деца
И Честа- колку време имаш да одвоиш за нив и Честа полемика е тоа со мојата сопруга, на која што сум искрено благодарен, бидејќи морам да кажам дека најголем дел од обврските околу децата ги има таја. И јас нормално наутро ќе станам, ќе ги видам дека се спремат во училиште, ќе им помогнам во одреден дел од спремањето и слично. Меѓутоа, таа е задолжена да ги носи на училиште, таа е задолжена да ги земе од училиште. Двајцата синови тренираат фудбал, и знаеме што значи тоа да аспект на активности на родителите. Исто таа ги носи на тренинг. Јас за време на викенд, особено ако е недела, ако некои од децата имаат надпревар на фудбалската лига во ФФМ, тогаш можам да појдам некој од нив да однесам, да го изгледам како игри и слично. Така да, дел оваа работа си носи и своја жртва сега. жртва нормално. Меѓутоа настојувам одреден викенд или слично да го посетам на нив, дали да излеземе негде на семеен ручек, дали да направиме некој викенд и така натаму, така да се трудам сето едно и слободен момент што го имам да го посетам особено на децата и на мора да се фамилијата. најде некој слободен дел од денот или за да посветиме на нив. Истата ситуација сум јас, исто жена ми да не е среќа што е она. Животот си има брза динамика и буквално сега сме релативно млади, тежнееме кон функционирање и слично. Да изградиме нешто за они да можат добро да живеат. Сега тука поминуваме, ова е изградба на новото училиште Крсте Мисирков тука во Ченто. Веќе сме на првата плоча, така да се гради на соодветна динамика и буквално сметам дека ово училиште заслужуваше да добие една модерна училишна зграда, бидејќи тоа сега функционираше во стари дотраени бараки кои што се градени после земјотресот. И ова добро изгледа вака од надвор, ќе видат луѓето. Тоа е еден од капитален проект кој што е отплика 2,5 милиони евра, вака е информација за граѓаните. Затоа сакам да кажам дека како локална самоуправа инвестираме соодветно. Добро е што имаме поддршка од владата, бидејќи вакви капитални проекти не можеме самостојно да ги реализираме, бидејќи општината си има одреден буџет кој што е наменет за асфалтирани улици, за фекални канализации, за спортски игралишта, за детски градинки, за основни училишта и така натаму, бидејќи не можеме ние годината само да реализираме два вакви проекти, а да немаме активност околу асфалтирани улици, да немаме активност околу пешачки патеки, да немаме активност околу хоризонтална и вертикална сигнализација, спортски игралишта, детски качења и така натаму. Мора на све да се обрне внимание. Буквално така. А знаат ли децата дека татко им е градоначелник, мислам, свесни се за тоа? Свесни се, да. Иако знаат што значи тоа? Дека во поголемиот син имаше прилика да дојде во општината, бидејќи во четврто одделение имаат еден предмет кој што се запознаваат со функционирањето на локална самоуправа и сите училишта кои што се од општина Газигова прават соодветен план со мојот кабинет и доаѓаат на средба во општината, на средба во кабинетот на градоначалникот, да ги видат неговите надлежности, потоа за одредени сектори, кај што е салата за совет на општина Газигова, буквално се запознаат и да, знаат, меѓутоа, па ќе кажам, поголемиот син ми е доста повлечен и слични, така да тој секој пат кој ќе треба да коментира на таа тема избегнува. Дури на часот на наставничката ми кажуваше дека кога ја учеме таа тема, кога го прашаме дали има некој тука родител, градоначалник или некој што му работи во општина што е запознат и слично, вика синот Марио вика мудро молчеше. Значи скромен дечко. Да. Градоначалник, ја мислам дека во интерес на времето добар мовет дека си направивме, не знам ти како си помина да те прашам. Одлично, супер. Се надевам дека овој интервју ќе повеќе внимание ќе привлече кај граѓаните да слушнат за одредени теми што ги разговаравме и буквално како градоначалник повторно ги кажам сум отворен и за критики и за пофални, и буквално локалната самоуправа е отворена за граѓаните бидејќи тие се суверено што дава легитимитет на одредена локална самоуправа и буквално тие треба да се чувствуваат својата општина како дома и доколку имат одредена потреба од локалната самоуправа, еден апел преку вас да дојдат во општината, да се обратат до мене, до моите служби со цел да решиме најголем дел од потребите што ги имаат граѓаните. Фала ти уште еднаш што ја прифати поканата и што дојде, што гостуваше, имам таа чест, ја тука ќе застанам оце за да можам да ти дадам
еден поклон од моите спонзори, Алфа Центар, мислам дека ќе ти се најде за у канцеларија. Супер, ти благодарам. Ти благодарам многу. За чај, за кафе, за... Одлично, одлично. Практикувам јас чај да се напијам секој утро, така да. Ти благодарам уште еднаш многу. Фала ти уште еднаш, па се гледаме ние у скоро време пак. Ти благодарам многу. А вие, драги мои, останете со нас. Имајте убава вечер. Чао, чао.